Честите дебати во медиумите, чија тема се ЛГБТ правата, доколку генерализираме, можеме да кажеме дека би требало да допринесат кон промена на јавното мислење, кон формирање на попозитивни ставови кон ЛГБТ заедницата. Меѓутоа, она што е поважно за овие дебати да имаат навистина ваков позитивен ефект и да доликуваат на дебати кои што ќе придонесат кон промена на јавното мислење во однос на правата на ЛГБТ заедницата, е говорниците во тие дебати кои што ги повикуваат уредниците, новинарите, навистина да бидат експерти, познавачи на човековите права и секако да вклучуваат лица од самата ЛГБТ заедница и активисти кои што се застапуваат за правата на ЛГБТ луѓето. Пред известно време имавме неколку дебати поврзани со правата на ЛГБТ луѓето, каде што говорниците употребуваа говор на омраза, изнесуваа неточни информации, факти со кои што само се дезинформира јавноста и јавноста на тој начин не може да ги има не може да ги добие вистинските информации што се поврзани со правата на ЛГБТ заедницата и генерално со хомосексуалноста, сексуалноста, родовиот идентитет и така натаму. На крај само ќе додадам дека за овие дебати навистина да бидат дебати организирани во демократско општество и да имаат позитивен ефект и вистински да информираат јавноста за аргументите, на истите не треба да се покануваат лица припадници на верски заедници, верски организации како попови, оџи и така натаму. Нивниот став по ова прашање едноставно не е релевантен, затоа што тука зборуваме за човекови права на одредена заедница, како истите да се уредат во закони или со политики. Така што нивните ставови не се релевантни за закони и политики, бидејќи во секуларна држава законите и политиките не се донесуваат мотивирани од верски догми, туку врз основа на позитивното право на Република Македонија, тоа е пред се еднаквоста и заштитата од дискриминација како уставни вредности на Република Македонија.